Ден за ден, сонцето ги оштетува вашите очи и вашиот поглед. Со откривањето на кризал стаклата добивате уникатна заштита на вашите очи. За најдобра заштита на вашите очи, прашајте во Панда Оптик. Добро дојдовте во Урбан стил. Нов третман за коса и кожа презентираме и денес. Имаме и совети за правилна исхрана, а мојата денешна соговорничка Ана Марија, или позната како Беба, ни ги открива тајните на астрологијата, на Бахова терапија и на фенг шуи. Останете со нас. Ако веќе прифатиме да го осигуриме нашиот простор по фенг шуи, треба да знаеме што ќе ни донесе. Зашто многу луѓе сакаат да го уредат просторот по фенг шуи, меѓутоа го уредуваат ради да кажам модели да кажат дека по фенг шуи, а они не знаат точно што ќе им донесе. Навистина е фантастичен овој пилинг, бидејќи при допирот на рацете од козметологот и топлината на лицето од клиентот се претвора во маслена состојка и можеме да направиме многу убава релаксациона масажа и да ги отстраниме изумрените станици на многу нежен и едноставен начин, а клиентката сепак да ужива. Сите луѓе доживуваат стресови. Стресот е неразделен дел од животниот стил на луѓето без разлика каде живеат и кога живеат, и во минатото и денес. Но начинот на кој што се реагира на стресот е поинаков, зависно од храната и од целокупните животни навики. Значи, храната е број 1. Храната го менува хемиски нашето тело. Нашето тело е корен. Ако коренот е здрав, тогаш и растението расте. Мојата денешна соговорничка дефинитивно ќе го задржи вашето внимание пред екраните, бидејќи ќе ни ги открие тајните на познатата кинеска наука фенг шуи. Ана Марија, или позната како Беба, е денеска со нас. Добро дојдовте. Добро најдов. Прекрасно место, прекрасен амбиент, прекрасна соговорничка, што исто така. Ви благодарам. Добра енергија би рекла. Најпрво би сакала да ве прашам како дојде до тоа да почнете со фенг шуи, како да дојде до почетоците на изучување на оваа комплексна наука. Добро, тоа е малку подолга приказна, јас ќе се потрудам да ја скратам, затоа што навистина да се објасни фенг шуи треба многу време, многу навистина, тоа можда во некоја друга прилика би го направиле. Мене од секогаш ме интересирале необични работи, условно кажано, необични науки, значи зашто да кажам, уште како мала сум се интересирала за појави што другите луѓе не ги ни перцепирале, така да секогаш моите блиски околу мене ме гледале малку поинаку. Сега веќе со тек на време, нели со години, многу поинаку размислувам. Така да првото мое сознание за фенг шуи можам да кажам дека значи датирам многу дамна, ама јас како и многу други луѓе не сум ја разбирала суштината на таа наука и не сум успела да ја сватам додека не сум ја доживела. Многу години работев, многу работи имам работа во цел мој живот, лутајки, барајки се себе, како би кажала. Така да го поминав светот, дојдов и до Саибава, сам оден крај во светот во друг, барајки се себе и конечно мислам дека се најдов одека во оваа моја професија. Работев Бахова терапија, значи Бахова цветна терапија. Тоа е една гранка на хомеопатија, значи има холистички пристап на работите. Тоа значи дека Баховата цветна терапија е терапија што ја би ја
мислам, ја препорачувам на секој еден што би било убаво да ја. Така, во што се состои? Кога имаме избалансирана енергија во просторот, значи имаме и напредок на сите полиња. Нема конфликт, значи многу важна работа. Зашто енергијата е како основа, како база за нашиот живот, што е животот. Така, дали тоа значи дека фенг шуито нема никако поврзано со будизмот, како вера? Не, апсолутно не. Мислам, фенг шуи нема со ништо поврзано, значи со ниедна религија или нешто не би го поврзали. Значи само начин на живење. Ако го прифатиме е добро, ако сакаме да избалансираме енергијата е добро, затоа што јас секогаш викам па пробајте.